Добар ден, дечки на си. Добар ден. Добар ден. Како сте? Добар ден. Готим. Еве денес планирав да работиме нешто, спремив задачи, но како што ми изгледа нема да можеме да поминиме се денес, па зависно од тоа како ќе ви оди, тоест како ќе ни оди на сите заедно, можно е да имаме и 2 часа денес да не завршиме, ама тоа повторувам се зависи од вас. Бидејќи прво полугодие учевме за трансформации, ги споминавме сите, сега треба да повториме само. А ако имаме проблем при повторувањето, тогаш ќе имаме час уште еднаш понеделник со ова. Тогаш тестот, кахутот ќе оди вторник, ама за тоа ќе видиме денес на крајот од часот. Добар ден. Добар ден. Чи дали ви јасно? Да. Дали некој проба вчера да нацрта во GeoGebra 3D тела? Јас. И лесно беше? Мене сам ќе пак не лесно. Се логирам. Зошто бе душите не можеш да се логираш? Што ти вели кој ќе пробаш да се логираш? Ми бара нешто пасворд и имейл некој грешен пишува дека е не знам. Значи не може да ти пишува грешен. Ајде сега. Значи не можеш да се логираш на почетокот во GeoGebra? Да. Тогаш може да го, ма мора да може, не може да не може. Само ај вака на крајот часот, да не зборуваме, кој ќе заврши часот, ќе пишеш долу во порака во чет, во приватна порака во Teams, напиши ми го твојот мејл со кој што си регистрирана, за да пробам јас да ти креирам. Видам што е проблемот. Добро. Значи мора да може, значи не може да не може. Наставно, че јас ја инсталиравме тој на телефон и не може така пишува. Како да не може? Не може на телефон да инсталираш или не може да се регистрираш? Не, јас се симнав и ми покажа, може да цртам натре се. Така? Ама за да се логирам скрепнав и не може нешто. Ама не, вака, за да се логираш, било од мобилен, било од компјутер. Прво треба да си регистриран. Чи не треба да појдеш на geogebra.org. Да се најдам. Ба знам дека може, значи мора да може. Значи одите во geogebra.org. И таму се регистрират. Еве сега ќе го споделам, тоа дурнека не е почна часот, еве. Ќе ви отворам. Мислам дека имам интернет пуштено. Мора, не можам да најдам. А мислите немам интернет пуштено. Сега пуштив интернет и ќе го споделам прозорчето од интернетот да ви покажам дека мора да може. Значи не може да не може. Да го најдам. Ево. Значи ова сега гледате прозорецот од GeoGebra, од интернет. Сега, јас ќе отворам овдека приватен прозорец, да не ги памти сите регистрации. Овдека. Одите на GeoGebra.org. geogebra.org. Значи, за да цртате, нема потреба да се... Молам? Како е... Како не се гледа, бе душо? Ај сега да... Значи, молам? Како е насловот? Не сме почнати уште, геометриски трансформација е насловот. Значи вака, во GeoGebra нема потреба да симнувате ништо, може да цртате директно на интернет. Кликнувате на Start Graphing, овдека кај што пишува, Graphing, и автоматски цртате. Сега, за да се регистрирате, треба горе да појдете, овдека. Кликнувате тука, видите имате опции. Ако имате Facebook, може да се регистрирате веднаш со Facebook, ќе кликнете овдека горе и ќе се регистрирате. Ако имате сметка на Google, ќе кликнете тука и ќе се регистрирате. А ако сакате со било кој други, ќе кликнете овдека, во Others, и ќе си креирате акаунт. Еве овдека. Значи, било како сакате, креирајте акаунт. Ова тука се прави за
Мола? Исто го сметнав. Ова исто ми излезе кај мене. И па знам. И после? И напиша под училишната што Значи, еве овдека, во пишуваш имејлот. Овдека пишуваш името твое. Овдека Добар пишуваш добар ден лозинката. Овдека пишуваш уште еднаш лозинката. Сега овдека. Ако го клучиш првото, Добар ден. добар ден, потврдуваш, вика. Јас потврдувам дека имам повеќе од 14 години. Вие имате повеќе од 14 години? Наставник. Па не, тогаш треба второто да го изберете. Разбирате, ако ги пишете сите ваши податоци тука и кликнете Create Account, на вашиот училишен мејл во Outlook ќе ви стаса покана. Молам? Отие во private прозорец, затоа е така, сад ќе го исклучам, ајде. Еве сега ја вратив назад, сега како е? Сега? Сега ќе видиме што е работата. Ќе пуштиме нешто. Друго па ќе провериме. Значи, мора да можете да се регистрирате, а и на крај крајава и да не сте регистрирани, GeoGebra ви дозволува да цртате. Откако ќе го нацртате тоа што ви треба, вие можете секогаш да извозите сликата како експорт да ја направите. Или пак било што ќе најдете на интернет да искористите. Сега се гледа или да пробам да ја споделам уште еднаш. Ево вака, сега ќе го прекинам ова и уште еднаш ќе го пуштам. Значи ево вака. Значи денес и ова ќе ви треба за да одите побрзо да го цртате за да видите трансформацијата. Значи, одите на почетокот, уште еднаш повторувам. geogebra.org. Значи, може да го симните на телефон, може да го симните кај сакате, но дури и нема потреба да го симнувате, ако сте на компјутер. Кликнувате на овој дел за цртање и почнувате да цртате, но многу е пожелно да си креирате акаунт. Јас веќе имам овдека акаунт. Мој, еве го. Вие само треба сега да си креирате нов акаунт, како што ви објаснав преđеска. И при тоа пишувајте ги внимателно податоците што ги пишувате и нема шанси да не може. И сте готови за цртање. Сега тоа е во врска со тоа, 14 часот и 5 минути, време е да почнеме. Сега ќе го прекинам. Ќе ви го споделам тоа што ќе ни треба денес. Значи денес ни треба следното. Еве. И ова е тоа што ќе го работиме. Сега, пишува горе предлог тест. Значи насловот на денешната лекција ни е трансформации и ова ни е предвидено да биде како кратко повторување на тоа што го имаме учено. Затоа ви реков, ако при ова повторување, оти го учевме со моите ученици прво полугодие, имаме проблеми, тогаш ќе потрошиме уште еден час за ова, оти е многу важно, ќе го користиме и понатаму. Прашањата се на англиски, не ги преведов, сега ќе ги преведуваме заедно. Ајде вака се. Значи на почетокот ви објаснував ова, сега веќе може и да пишувате да си земите лењичето и ќе цртаме. Ќе ви треба координатен систем. Наставниче. Молам? Јас немам ленир оти... И па тогаш најди, гледај да најдиш ленир за да можеш да црташ. Оти наставниче имам по-мало брат и затоа. Јако де. Пробај да најдиш ако можеш. Добро. Значи, молам? Тоа што го пративте вчера, како линк што треба да се напише и Да се до кога е... Така? До кога е... До кога можеш? До кога можеш да пополниш тоаш? Нема време за него. Добро. Значи вака, трансформации, како што гледате на насловот. Трансформации можат да бидат. Еве сега јас ќе напишам овдека, ќе го преведуваме како што ви реков. Значи, трансформации пред се геометриски. Е осна симетрија, потоа имаме ротација. Наставниче, Молам? пишувате, Да.
повторно курс. Мола? Јас би Само гледам че бара, наставници барам гледане, не можам да... Добро. Добро, ако не гледај, после кој ќе гледаш видеото, ќе го видиме. Значи, ајде да пробам да исклучам. Ма не верувам, не е до тоа дека имам пуштено повеќе. Значи, еве вака. Значи, трансформациите може да бидат осна симетрија, ротација и транслација. Сега на почетокот да повторим. За која трансформација велиме дека е осна симетрија? Што значише осна симетрија? Што мислите? формата на два дела со оска на средина. Кој ќе се дели форма, сега немаме форма да делиме, туку осна симетрија. Значеше, Наставниците извинуваме. ајде вака се. Значи ќе ни требаат повеќе часови. Вака сега. Одиме, вака ќе направиме. Мола? Може да кажа Наставници? ја што е осна симетрија? Наставници? Повели? Еве вака. Најдов дека. Сега ќе направиме нешто. Мола? Јас денес морам да се исклучам парано затоа што тебе да одам на учило. Добро, тереј. Еве вака се. Добро да не е битно, нека оди. Симетрија е промена на местоположбата на 2D формата во однос на првата. 2D формата е превртена во противна насока. Не мора да биде превртена, ама добро тука некаде да. Сега вака. Еве да се подсетиме. Сликана? Па пресликана. Сега ќе видите еве на цртежот. Дали го гледате ова сега што ви го споделив? Да. Вака сега. Овдека ќе бидат прикажани осна симетрија. Видете се. Која фигура ја гледате? Тука. Каква фигура гледате? Триаголник. А оска овдека ќе ни биде правата која? Означена е со букви да пробам да ја зголемам ако може. Не можам да ја зголемам. Така, таа ќе ни биде оска на симетрија. Сега, осната симетрија значи се што се наоѓа лево од оската, треба да дојде десно од оската. Или пак, ако оската ни е хоризонтална, се што е над оската, ќе појде под оската. Се имаме случај кога оската е коса, ама за тоа нешто покасно ќе зборуваме. Вака се. Видете се. Овдека не ни треба. Ако имаме триаголник, се имаме овдека осна симетрија во однос на правата ХК. Видите се, ова А еднаков на 0 видите што ќе ни покажува. Ако го зголемувам, видите што кажува. Ајде се видите. Што ќе се случи? Што мислите дека сега ни покажуваат стрелките? Ги гледате? Покажува се горното и долното теме, каде треба да бидат. Значи покажува како треба да се лизгаат темињата. Едното теме не е прикажано. Така? Да. Вака се. Ќе го прекинемо. Сега, ајде да видиме сега. Ќе напишем трапез. И видите сега што се случи? Видите кои две темиња се пресликуваат? Прикажани се со точка. Сега гледајте, едната точка колку е далеко од оската, таа подолната. Колку квадратчиња е далеко од оската? Исто колку што и каде што се најдаме. Значи гледате дека долната точка е далеко од оската 3 квадратчиња и завршува пресликувањето на третото. Значи ова е како трапезов да се гледа во огледало. Така, ајде сега да нацртаме правоаголник. Сега гледате овие две точки се. Оваа точка тука и ова диагонално. И сега да видиме.
Еве гледате во што се пресликува. Дали можам да исклучам сликата? Видите како се пресликува. Тоа што е поблиску се пресликува во поблиското, а тоа што е подалечно се пресликува во подалечното. Дали ви јасно? Значи, колку што е лево од оската треба да биде десно од оската. Колку што е над оската треба да биде под оската. Дали ви јасно? Сега, ова ви е за осна симетрија. Сега, ајдем да нима одек уште нешто за почетокот, ова е ротација. А еве пак осна симетрија. Ова се шо овдека за осна симетрија. Ќе го пуштам подолу за да го зголемам, да го видите. Значи одам подолу, вака најдолу за да го зголемам. Сега ќе го видите. Значи ова са ни осна симетрија и ќе видите дека не можат секогаш оските да бидат прави. Може да се случи да биде поинако. Еве вака. Опа, ова нешто не е во ред. Значи ова не функционира. Оп, ајде сега одиме, ќе најдеме друго. Значи одиме сега да покажеме транслација. Што мислите, што е транслација? Што мислите, што е транслација? А, дечки? Лизгање на формата. Лизгање на формата, бе, дечки. Лизгање на формата. Сега гледате во оваа анимација што е тука. Дај да видам дали може да се зголеми. Не може натре. Сега внимавајте. Транслација се нарекува лизгање. Две формите можеме да ги лизгаме или транслатираме во која било насока, например надесно, надево, нагоре или надолу. Ете така. Сега гледате. Цртежов, што го гледате, сега е прикажан со координати. Плавите координати, што се прикажани, се координатите на оригиналот, а црвените координати се координатите на сликата. Забележувате дека сега двата триаголници се поклопуваат. Сега, кој ќе речам дека сакаме да го излизгаме триаголникот хоризонтално за 3 единици. Значи, хоризонтално, односно десно за 3. Сега ќе лизгам лизгачот десно 3. Еднаш, 2 пати, 3 пати. Гледајте што му се случи на координатите. На точките. Изменија. Како се изменија? За 3 повеќе. Кои, двете координати или само едната координата? Сите 3 само една. Позицијата? Вака, која координата? Само едната. Која координата? Многу е битно, која координата се промени? Првата координата, таа координата. Епа, што ни кажуваше првата координата на точката? Првата координата на точката ни покажуваше за X оската. Па така, а хоризонталното движење по која оска е? По Y. Хоризонтално. Хоризонтално е по X. Сега гледайте, ако оваа точка ја движам наназад сега, еве наназад 3, какви ќе бидат сега координатите на точките? Минус. Значи сега секоја координата се намали за 3. Јасно? Сега. Ајде сега ќе вратам на почетна позиција. Сега ќе одам вертикално. Ќе одам надолу за 3. Значи одам вертикално надолу за 3. Што се случи со координатите сега? Кои координати се променија и за колку? Втората координата се промени за 3 во минус. Значи тоа се зголеми или се намали за 3? Се намали. Се намали. Гледајте, точката Б имаше координати 2, 3, сега незините координати се 2, 0. Сега, ајде да видиме што ќе се случи ако одам нагоре. Сега што се случува? Сега преместив нагоре 3.
Мола? Зголемува за 3. Зголемува за 3. Вака се. Тај ќе вратам на почеток да се поклопува. Сега ме интересира. Ќе ви поставам прашање. Молам? Кочи сликата. Па, кај сите кочи или само кај не се? И кај мене. Молам? Кај мене не. Значи, тоа значи до интернетот, дечки. Кај мене. Кочи или не кочи? Вака се. Сега застанете, не правам ништо. Кај мене може да кочи. Па, затоа што се движи, мора да кочи овдека и во живо да го одиш, тоа оди преку интернет. Вака се. Ајде вака. Мислете сега ова сликата што ја гледате, затоа да ми пополека. Сега ќе ви поставам прашање. Внимавајте. Координатите што треба да ги гледате се сините. Значи, оние 1-1, 3-1 и 2-3. Сега ќе ви дадам задача да го излизгате овој триаголник. Налево за 3, а надолу за 1. Значи, налево 3 и надолу 1. Дали сте јасни? Налево 3, надолу 1. Како ќе биде сега конечната позиција? Запишете ги координатите на страна и кажете ми. Значи, ајде вака да запишам. Значи, лево 3, надолу 1. Ајде првиот, Стефанија мислам се јави, така? Да. Ајде. Точката А ќе има координати 2-0. Чекај. Точката А. 2-0. Пази, 0-2. пази сега. И тука ќе има грешка. Значи, точката А. Х-от на точката А е 1. Кој ќе одиме налево 3, молам, Ќе дојдеме на 7. може. И пак да се... Може. Значи, кој ќе оваа точкава 1, ти ја одземиш 3, таа ќе дојде минус 2. Минус 2. Значи ќе дојде овдека некаде. А не можам да пишувам тука. Минус 2. Сега. Значи, Уште едно поле. еве сега, ќе го преместиме. Ајде вака. Ќе се обидиме сега оваа точкава што е тука да ја преместиме, ама не можам, а да можам. Значи треба да ја преместам како рековме. 3, еве го, налево. Ете го истото. Сега треба да ја пуштиме еднаш надолу, значи сега ипсилоните ќе се променат. Еве го. Сега, така. Значи, прво, иксовите се намалуваат за 3, а потоа ипсилонот се намалува за 1. Гледате, пишува минус 3. Дали ви јасно? Еве, ова значи транслација. При транслација, одењето во лево значи одземање на х-от, одењето надолу значи одземање по y-оска. А ако одите обратно, одењето десно значи собирање по x, а одењето нагоре значи собирање по y. Дали ви јасно? Молам? Молам? Ова е во геогебра цртано, да. Сторива не е моје цртано, преземено е друг, ама е истото и многу лесно се црта. Многу лесно се црта. После ќе цртам. Значи, ова го видовме. Сега ни треба, еве овде ќе има уште една за транслација, многу интересна. Значи, ако успеете да се логирате во геогебра, сите овие цртежи може да ги најдете таму. Овие се од некого цртани, не се мои, ама многу лесно се цртат. Еве сега, еве се отвори. Повели? Ајде вака се. Внимавајте сега, гледате. Имаме каква фигура сега тука? Прикажам, триаголник. Сега, имаме опции неколку. Ајде да видиме што ќе се случи овако ги сменуваме А. Сега преместив за 4. Каде го однесов? Точката што гледаме. Ја преместивме во која насока? Нагоре. Нагоре. Тоа значи епсилоните ќе се зголемат. Ајде сега, ако пресликувам надолу. Значи, епсилоните ќе се зголемат. Ајде сега, ако пресликувам надолу. Значи, епсилоните ќе се зголемат. Ајде сега, ако пресликувам надолу. Значи, епсилоните ќе се зголемат. Ајде сега, ако пресликувам надолу. Значи, епсилоните ќе се зголемат. Ајде сега, ако пресликувам надолу. Значи, епсилоните ќе се зголемат. Ајде сега, ако пресликувам надолу. Значи, епсилоните ќе се зголемат. Ајде сега, ако пресликувам надолу. Значи, епсилоните ќе се зголемат. Ајде сега, ако пресликувам надолу. Значи, епсилоните ќе се зголемат. Ајде сега, ако пресликувам надолу. Значи, епсилоните ќе се зголемат. Ајде сега, ако пресликувам надолу. Значи, епсилоните ќе се зголемат. Ајде сега, ако пресликувам надолу. Значи, епсилоните ќе се зголемат. Ајде сега, ако пресликувам надолу. Значи,
Значи сега што значеше на ипсилонот? И во минус. И во минус. А ако одам сега во десно, која координата се променува? Ама да, вака не оди во плюс, туку која координата се зголемува и за колку? Се зголемува првата координата за Колку? за 4. А ако избериме овдека, Се намалува првата координата за 4 Така. и оди во минус. ај сега ова да видам, да пробам да го зголемам. Еве го, сега ќе го направиме чекорот да биде 5. И сега ќе изберам, се намали. Еве ќе земам 6 чекорот. И ќе изберам трапез. Оп, не може многу, Еве 5, ајде да видиме трапез да добиеме. Значи, вака да пробаме. Еве ќе го вратиме назад. Еве го триаголникот, еве го трапезот. Ајде сега да видиме. Ќе одиме во десно. Што се случи со координатите на трапезот? Се зголемија Се зголемија x координатите за колку? За 5. за 5. А сега што ќе се случи? Се ќе се зголемат втората координата ќе се зголеми за 5. Која е втора координата? Координатата која покажува на кои координати Ама не, од која ипсилон е втора координата на секоја точка? ипсилон. Па y бедечки. X, y. Првата координата ни кажуваше одиме нагоре. Мислам, грешка. Не е првата координата нагоре. Првата координата ни кажува десно или лево, а втората координата ни кажува нагоре или надолу. Ако е нагоре, додаваме, ако е надолу, одземаме. Ако е десно, додаваме, ако е лево, одземаме. Јасно? Ај се имавме овде уште ротација. Уште ротација. И после практично ќе ги правиме овие сите, на практични задачи. Чува, сето го работевме. Така да го, ќе ги покриеме ова цртањето, ама не е страшно. Молам. Ајде се да видиме. Ева се зголеми, таманци. Може да го зголемам. Може нешто да ви покажам. После сега да завршиме. Ајде вака се. Видете сега што ќе правиме. Имаме триаголник, така? Имаме точка О, што е центар. Значи, внимавајте. Кога имавме осна симетрија, моравме да имаме оска. Кога ќе имате транслација, мора да знаете вие како ќе одите. Дали ќе одите налево или надесно, за да ја направите транслација. Сега, кога ќе правите осна ротација, треба да имате почетна фигура, што се вика оригинал, и центар. Кај нас почетна фигура ќе биде плавиов триаголник, а центар ќе биде точката О. Са видете. Ќе ротираме за 90 степени. Сега, антиклоквајз, спротивно од стрелките на часовникот. И еве, гледајте се што се случува. Оп, го изгубивме триаголникот, еве ја сега го вратим. Ќе го зголемам, да го гледате целото, еве вака. Ајде уште еднаш. Значи, рековме дека одиме спротив... Молам? Се гледа само црна слика. Кај секого или? Се гледа. Па се гледа. Значи во ред. Пази сега, ротираме, добро, ротираме за 90 степени околу точката О, спротивно од стрелките на часовникот. Значи, внимавајте, повторно ќе го нацртам тој часовникот што го имав. Еве го 12. Кога ротираме спротивно од стрелките, значи нема да одиме во насока, туку ќе одиме спротивно. Значи стрелката што покажува 12, кој ќе ја завртиме за 90, ќе покажува во 9. Ајде сега да видиме анимацијата. Како ќе биде?
Еве заврши. Сега внимавајте што е многу битно тука. Гледајте оваа точката долната. Аголот што го направи при вртењето е 90. А исто така и горната точка прави аголот 90. Гледате како сказалки. Ова што е покажуваше 9, сега ќе покажува 6. Ајде да го свртим ова. Еве сега ќе го спуштам подолу цртежот јас. И сега ќе ротираме за околу иста точка, ама во насока на стрелките на часовникот. Јасно? Сега видите што ќе направам. Ќе собирам оваа точка во О, да ја наместам да биде во едно од темињата на триаголник. Са овој триаголников и ќе го направам да биде еве вака некако. Многу е чудно нацртано, но чарно си беше. Еве. И сега ќе го ротираме, еве го. И сега одиме за 90 степени да во истата насока. Во насока, еве го ротираме. Дали ви јасно што нацртав? Значи, секој од темињата се ротира за 90 степени. Она теме кај што е центарот останува кај што си е. Сега, ако го извадам центарот подалеку, видите, еве ротацијата, ако центарот е било каде на друго место. Значи, ќе работиме многу повеќе. Вие сега треба да препознавате каква е фигурата. Многу е битно при ротација. Се што е вертикално, при ротација за 90 степени оди хоризонтално. Молам? Пишувате нешто? Ништо не пишувам, не. Сега наредно ќе пишуваме. При ротација се што е вертикално ќе оди хоризонтално, а се што е хоризонтално ќе биде вертикално. Проблемот е за косот. Еве уште едно ќе нацртаме, например, трапез е. Еве вака, ќе го вратиме и центарот на трапезот ќе земе. Нека биде темето ова горе овде. И сега ќе го ротираме за 90 степени. Во која насока да го ротираме? Во насока или спротивно? Сега внимавајте. Ако одиме спротивно, ова ќе дојде горе сега. Еве спротивно ќе одиме за 90 степени. Значи, видите, одиме во спротивно од стрелката и трапезот ќе дојде горе свртен. Сега, ако одиме, например, за 180 степени. Видите што добив? Сега, ако одиме за 270 степени, еве вака, еве го. И сега уште еднаш ако појдам до 360, како што учевме, ќе се добие почетната фигура и направивме цел круг. Дали ви јасно? Еве се ќе одиме во насока на стрелките на часовникот. Да окренам погоре. Така за да се гледа, еве. Значи, еве са во насока на стрелките. Дали ви јасно? Еве го истото. Се, ова што го правиме, сето ќе го решиме на конкретни задачи. Дали ви јасно што правиме? Значи, уште еднаш да ве потсетам на брзина. Ќе отворам нов документ, на кој што ќе напишам. Еве вака. Значи, имаме осна симетрија. Молам? Многу кочи. Не знам зошто дошол. Да, мене ми се закочи на претходното кај што го пишував. Ајде сега ќе го исклучам. Сега ќе го исклучам, ти имаше анимации многу во него. Еве сега ќе го прекинам ова и ќе го пуштам уште еднаш. Еве го овдека. Значи сега да повториме накратко. Осна симетрија треба да имаме за да направиме оригинал. Значи оригинал. И второ оска на симетрија. Значи, пример, имате триаголник и некоја оска.
И сега треба да го пресликате, оската може да биде било која права, овој триаголник да го пресликате од другата страна. Ќе добиете некако ваков триаголник. Јасно? Ако е ваква оската. А ќе видиме ние после и коси оски. Сега, тука треба да знаете и следно. Ајде, за вас доста е годинава толку. Одиме сега транслација. Другото в година ќе го учим. Транслација. Значи, рековте дека е лизгање. А овдека осна симетрија уште се вика рефлексија. Како одраз во огледало, како да стоите пред огледало. А лизгањето, како беше? Лизгањето може да биде десно и нагоре, може да биде десно и надолу. Сега, десно одиме плюс на x-от и плюс на y. Значи, ако одиме две десно и две нагоре, точката што имаше координати x и y, ќе заврши во координати x плюс 2, y плюс 2. Значи, и x-от се зголеми, и y се зголеми. Например, ако имаме точка со било кои координати, одиме десно 2, а надолу 3. Тогаш, крајната точка ќе биде x плюс 2, а y минус 3. Значи, ова значи лизгање на точката во двете насоки. Сега, можеме да видиме точката што е почетна, е вака xy. Можеме да ја носиме лево и нагоре. Ако одиме лево, ја носиме лево, ќе одземаме на x-от, а бидејќи одиме нагоре, ќе му додајме на y-от. Пример, да одземиме 3 и да додајме 2. Која ќе биде по крајната точка? Како ќе ја запишеме? X минус 3, y плюс 2. Така. Сега имаме уште една ситуација. Ако имаме x минус y, одиме лево, а потоа одиме надолу. Лево одземаме 3, а надолу одземаме 2. Кој ќе биде крајна точка? X минус 3, y минус 2. Така, одлично. Тоа е се што треба да знаете сега за сега. И може да ги пресметувате координатите и без да ги цртате. И уште ротација. Како би ја нарекли ротацијата инако? Што мислите? Вртење. Сега, за да направите ротација, ви треба прво оригинал, ни треба агол на ротација. Сега, ние ќе ги учиме само овие агли. 90, 180 и 270. 360 веќе нема потреба. Сега, овдека го одвојувам овој аголот, затоа што е многу битно, сега ќе ви кажам. И уште еден дел, центар на ротација. Сега, кога снека е аголот на ротација? Ова овдека. Можни се два случаи. Едната е во насока на стрелките на часовникот, чи во насока на стрелките. Значи, тоа е како што одат стрелките во часовникот. А другата е спротивно од стрелките на часовникот. Значи, ако стрелките одат од 12 кон 3, па 6, па 9, спротивно би било од 3 на кај 12. И оваа насока се вика позитивна насока, а во насока на стрелките се вика негативна насока. Значи, некаде може да сретните и следното.
за ротација за 90 во негативна насока. Сега, зошто го обоив ова 180? Ротацијата за 180 степени не е битно во која насока се прави. Значи, кој ќе речеме 180 степени во насока е исто како ротација за 180 степени спротивно од стрелките на часовникот. Но, ротацијата за 90 степени во насока е иста со онаја со 270, ама спротивно. Сега, зошто е ова вака? Повторно да ви го нацртам тој часовникот што многу често го користев. Ако оваа стрелката ја завртиме за 90 степени во насока, ќе дојде каде? Во 3. Ја вртиме за 90 степени. Ова е 90 степени. Сега, ако треба да ја свртиме за 270 степени, ама спротивно, тоа ќе дојде како? Еве ви овдека 90, еве 180, еве 270 и повторно ќе дојде на истото место. Дали ви јасно? Ова е многу битно да го... Да. Значи, наместо да ротирате за 270 во една насока, ротирајте го за 90 во другата насока и се исто вието. Дали ви јасно? Од идните години ќе учиме и многу покомплицирани примери, ама за сега е ова толку. Сега. Откако го повторивме сето. Еве сега е задачата. Јас ќе читам една по една и вие ќе одговарате еден по еден, ќе се изслушам. Молам? Очень многу. А не знам без што би можело да биде. Значи, се е во ред, се е пуштено. Па или кајва се нешто интернето, или пак не знам што. И кај ме почи. Ајде сега ќе пробам да исклучам се што имам пуштено, а нема да ни треба. Нека чека. Молам? Значи, сега се ќе... Добро, не е битно, значи се ќе исклучам, оти не ни треба веќе ништо. Овдека геогебра, се што имавме пуштено, ја ќе исклучам, да можем да ви погодам се што треба. Вака се. Ја гледаме првата задача. Сега, внимавајте, јас важно сликата да ја гледате и слушате. Молам. Сега не се гледа се сликата. Добро, ја немам споделено, да, грешка. Затоа реагирајте вие. Сега се ќе се гледа. Се гледа? Да. Вака се. Сега внимавајте. Јас ова што го напишав ќе го избришам. Првата задача. Вика, која рефлексија, значи која осна симетрија? Објектот А го пресликува во сликата Б. Значи како? Од А можеме да појдеме до Б. Јас ќе нацртам овдека. А треба да појдеме во Б. Како? Еден по еден. Значи, еве го А, ќе го обојам дури. Како ова А, треба да го Шест налево. Ама внимавај, во Б го носиме. Полека, не брзај. Нели не е иста формата? Ко можеш да го однесиш лево кога не е иста формата? Да. Гледаш како да е превртено. Значи беше кажано рефлексија, значи барајте осна симетрија. Треба да опишеме како од А се стасува во Б. Осна симетрија. Ама која е оската сега треба да кажеме? Ќе пишам. Осна симетрија со оска која? Ипсилон оската. Ете така, ипсилон оската. Чи првото го решивме. Сега, која осна симетрија? Триаголникот А ќе ни го преслика во триаголникот С. Чи во овој долу. Осна симетрија со оската X. Ајде да провериме. Да провериме дали е точно. Ако ова X е оска, значи да пишам А ја носиме во С.
А коската X треба колку што е над 1, 2, толку да е под. Таман. Значи, осна, вака ќе пишувам скратено, осна симетрија со оска X оскат. Значи го решивме и Б. Сега имаме ротација. А да појде во Д. Која е ротација? А ќе ни го однеси во Д. Ќе ни вика ротација. 180 степени. Значи ни треба аголна ротација и во која насока? 180 степени со аголна ротација. Ама агол го најде. Аголот е 180. Ама насоката не е битна. Ама Негатив. рековме, кога ротацијата е за 180 степени, не е битна насоката. Доволно да кажете само, ама сега многу битно, кој е центарот? Центарот е 0. Значи, О, 0,0 е центар. Значи, се работи за ротација за аголот 180 со центар 0,0. Ова е точката овдека. Значи, повторувам, кога имате ротација за 180, не е битна насоката. Го решивме и Ц. Одиме Д. Сега ротација ни треба А во Е. Значи, ротација... 20 степени. Која? 90 степени. Па сега не знам баш дали ќе биде 90. 90 степени. Па добро, ајде, вака внимавајте. Полека, вака внимавајте, не ве слушнав убаво. Ротација А во Е. Сега ќе го обојам. Ево дека со друга боја за да го гледат. Ова е. Ова долу е. Оп. Лошо го направив. Значи внимавајте. Значи не брзајте. Ова овдека не. Вака. А да појди во Е. 90 степени и мене така ми личи дека ќе биде 90, ама многу е битно да видиме кој е центар. Дали можете? Ако не можете, не може да е 0,0 сега центарот. Овдека не може да е 0,0 центар, затоа што како беше? Ова овдека треба да се преслика во ова овдека. И ова овдека не е аголот 90 степени. Овдека да беше, ќе беше 90. Значи овдека е 2 со 2. Чекај, да, 90 во право сте. 5 со 2. Да, точно 90 степени, јас сум во грешка. Значи А во Е. Рековме е ротација за 90 степени во која насока? Во негативна. Значи во насока на стрелките на часовникот, значи негативна со центар 0,0, јас грешно друго гледав. Во ред. Сега, ротација Б во Ф. Значи, Б во Ф. Овие две овдека. Ротација од 90 степени во негативна насока со центар Каде? центар минус 3,2. Минус 3,2, тоа е оваа точката. Да. А ротацијата рече во насока или спротивна? Не те разбрав. Спротивна. Во насока, во насока. Затоа рече, значи, во насока или рековме таа е каква, позитивна или негативна? Негативна. Негативна, одлично, 90 степени. И тоа го решив. Сега, да се запише целосната транслација која А го носи во Г. А во Г. Значи, А во 6 лево и 4 долу. Значи 1, 2, 3, 4, 5, 6 лево, 1, 2, 3, 4. Точно е. Координатите на оваа точка што ја пренесовме, кои се? 3 со 2, а нејзините соодветни овде како ќе бидат координати.
Значи на 3 кој ќе... Минус 3 со минус 2. Така, минус 3, па видете, 3 минус 6 е точно минус 3, а бидејќи ова дојде минус 2, од 2 до минус 2 одземаме 4. Значи ќе дојде минус 2. Дали ви јасно? Да. Добро е. Да. Ајде А во Х. Транслација која што А ќе го пренеси во Х. Х е ова долу. 4 долу. 4 долу. 1, 2, 3, 4. Да, 4 надолу. Кои ќе видат координатите, ова ги гледате на Х. Кои ќе видат тоа? 3 минус 2. 3 останува исто и ова 4, 3 минус 2. Тоа се оваа точка. Добро е. 5 минус 2. Готово. Ај се уште последното да видиме. Која ротација Д го носи во Г? Значи, ова Д да го однеси во ова ваму. Горе. 180 степени. 180 степени. Ако... Точка минус 3 минус 2. Значи, ова е точката. Така е, да. И сега, дали е битно насоката? Не е битно. Така, од тие ротација, одлично. Браво, дали ви е јасно? Да. Одиме сега понатаму. Е, сега имаме триаголник. Овде. Е, сега. Внимавајте, ќе одиме по паметно, вака ќе напишем. Триаголник, не е тоа. И разгледајте го и напишете ги заедно со мене сега триаголника. Сега ќе ги пишеме овие букви, ја ќе ги напишем. Да ги напишеме те минјава. Ајде, ќе пишеме само координатите. Првата точка. Ова е овде, ајде ќе ја означам некако А1. Ова ќе биде А2, ова ќе биде А3. Точката А1, кои координати ги има? 3 со 1. Така, значи одиме десно, па по Y. А2, А 6 1. 6 така, а А3, 3 со 5. 3 со 5. одлично. Е сега, што ни се бара? Да нацртаме сликата по осна симетрија во однос на Y оската. Треба да ни биде, внимавајте сега, триаголникот Б. Ќе ги има координати B1, B2 и B3, ама треба да биде пресликан во однос на Y оската. Значи, се што беше лево, треба да појди десно. Тоа значи, кои координати ќе се променат? X-овите или Y-овите? Првите. Значи, оваа точка ќе дојди овдека. Оваа точка ќе дојди овдека, а оваа ќе дојди овдека. Ај сега ќе ги нацртам во друга боја. Значи, ќе се променат X-овите и во спротивен број ќе дојдат. Ќе дојдат минус 3 со 1, минус 6 со 1 и минус 3 со 5. И еве сега овдека, ја ќе се обидам да го нацртам, и ова е одговорот под Б. Е сега наредно. Значи, одавде до овдека, реков ми имаме осна симетрија со оска Y оска. Сега ова го решивме. Вика, да се нацрта сликата на А после ротација за 90 степени клоквајз во насока на стрелките, значи за 90 степени во насока на стрелките, значи негативна насока, околу координатниот почеток, околу оваа точка. Значи сега треба да означиме С. Триаголник С, кој што ќе биде C1, C2 и C3. Е, сега да видиме, ајде, малку логика. Каде ќе биде C1 точка? Остаја ќе ви кажем едно правило. Што мислите, во кои координати ќе биде C1, која што ќе се добие од A1, да не забораваме. Овие гледајте ги.
Каде ќе дојде C1? Значи ја вртите A1 за 90 степени. Каде ќе дојде? C1 ќе биде на Кој координат? на 3 минус 1. 3 минус 1 би била овдека, ама нема да биде тука. Еве зошто не може да биде тука. Значи ја ќе земам друга боја. Ова овдека точка. Ова е 3 и минус 1. Не може да биде затоа што ова е овдека, агол, во тој случај е ова е овдека, не е 90 степени. Че аголот треба да е 90. Ај се размислете зошто тогаш не може да е така. 3 минус 3. Не. 3 минус... Ајде вака, внимавајте се. 1 минус 5. Не баш. Ајде се внимавајте тоа што ви кажу в прво полугодие. Слушај. Ако ова не е сказалка на часовник и координатите на оваа точката рековме дека се 3 и 1. Кој ќе ја завртам за 90 степени, таа ќе дојди овдека. Кои се овие координати? 1 минус 3. 1 и минус 3. 1 и минус 3. Сега многу битно. Правило при ротација. Внимавајте. Точката А1 во кој квадрант се наоѓа? Какви беа квадрантите? Овој беше прв, втор квадрант, Во прв... трет, четврт. Ова е во прв квадрант. Значи, секоја точка што е во прв квадрант, кој ќе ја свртите за 90 степени во насока, во кој квадрант ќе дојде? Во четврт. Па во четврт. Тоа значи дека оваа точка треба да дојде во четврт квадрант, а при ротација секогаш му ги менувате местата на координатите. Видете, x-от стана y, а y-от стана x, ама внимавате во кој квадрант е точката. Во прв квадрант двете точки се позитивни. Во втор квадрант x-от е минус, а y е плюс. Во трет двете точки се со минус, а во четврт првата е плюс, втората е минус. Значи, кога ротирате за 90 степени, ги менувате координатите, местата, значи x-от со y-от, и пишувате онаму кај што треба да дојдете знакот, соодветно. Ако ме разбравте, која ќе биде координатата на C2? Тоа е на оваа координата изротираното, на А2. 1 минус 6. Така, значи првин ги менувате координатите и сега бидејќи во четврт квадрант, втората е минус 1 и минус 6. Тоа ќе дојде 1 со минус 6 овдека долу. Значи тоа е C2, ова е C1 и сега уште C3. Тоа е вака. Минус 3. Така, 5 минус 3. 5 со минус 3, тоа е овдека. Тоа е C3. Значи триаголникот сега ќе дојде извртен, еве го овдека. Значи ова е триаголникот С. Дали ви јасно? Ова е многу битно да го разберете за ротација. Да. Значи, при ротација x-от се заменува со y, задолжително, и знакот во зависност од кој квадрант оди. И знак. Сега, ајде да видиме. Сега Д. Значи, сликата на триаголникот А, после транслација за 7 квадрати во десно, значи вака. Десно 7, грешно читам, лево дека. 7 squares to left, значи лево 7 квадрати, значи одземаме, и 4 квадрати надолу повторно одземаме. Сега, тој треба да биде D. Сега, ние нема да броиме квадрати, туку Ајде не 3 минус 3. Ајде. D е еден кој ќе биде. Минус 3. Вака сега, гледајте, дечки, гледајте. 4 минус. Епа, не може, видете сега. Првата координата е тројка.
кој ќе ја преместиме лево за 7, значи кој ќе одземиме на 3 7, а y е надолу, на 1 одземаме 4. 4 минус И не може 3 4. минус 3. Минус 4 минус 3. Минус 3 минус 7. Оти минус 1. На x-от му одземаме 7, оти го носиме лево, а на y-от му одземаме 4, оти го носиме надолу. Ајде да провериме. Еве ја точката. Носиме 7 лево. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и одиме 4 надолу. 1, 2, 3, 4. Овдека е D1. И кои се негови координати? Минус 4, Минус 4 минус 3. минус 3. Точката А2. Што беше со координати 6 со 1. Минус 7 минус 3. Значи, минус 1, точно, еве го, и минус 3 Минус 3. овдека. Т2, минус 1, минус 3. И сега ни треба оваа горе, што беше 3 и 5. Минус 4 1. Минус 4. Минус 4 со 1. Овдека ќе дојде. Минус 4 со 1. Минус 4 и 1 и ова е D3. И еве го триаголникот Д. Чи повторувам, можете и да си ги броите. Чи не е грешно и да си ги броите. Еве го Д. Овдека. Дали ви јасно? Е сега. Вика, нацртајте слика на Д. Значи на ова што го добивме овдека. После транслација за 1 квадрат налево, значи вака, е сега D. 1 квадрат налево, значи минус 1, и 3 квадрати надолу, значи минус 3. Значи, дали разбравте? Минус 5 минус 6. Ова е точка. Минус 5 минус 6. Така, минус 5 минус 6, сега овдека ќе биде која е? Ова ќе биде E1. Значи ова ќе биде E1. Таа е минус 5 со минус 6. 6. Значи ова е D1. Минус 2 минус Ова ја. 6. Значи 1 минус 2 со минус 6, ова е D2. И ова е горе 1, Минус 5 со минус 2 ќе биде оти минус 2 надолу 3 со минус 2. Таман, а овдека. И еве го триаголникот. Еве го овдека триаголникот. Значи оваа точката беше минус 5 со минус 2. Затоа што од оваа точка одиме надолу, принодиме лево, па надолу. Чи кога одите, секогаш одите по x оскат. Мада можете прени по y, нема не е битно. Ајде да видиме уште ова F. Како ќе опишите транслацијата која го пресликува А во Е? Значи Е ова последното. Која транслација ќе го преслика А во Е? Транслација од 180 Ма не може транслација бе душо загол. 7 надолу и 8 налево. 8 налево и 7 надолу. Ајде вака. 8 надесно. И кај одиме десно, бе, ти што зборуваш сега, одиш од А до Е. Налево и 7 надолу. Значи колку налево? 8. 8 налево. Надолу. И надолу колку? Надолу. Е, сега внимавајте, овдека нема место, ќе појдам малку погоре, ама и горе нема место. Еве, видете сега. Прво, од А дојдовме до Д, а потоа од Д дојдовме, овдека имавме уште 1 налево и уште 3 надолу. Е сега, ако почнавме од А, стасавме во Д и завршивме на крајот во Е. И сега видите, ни се бараше како ќе почнеме од А до Е. Па видите, ги собирате преместувањата. Имавме 7 пати лево и уште еднаш лево, 8 пати во лево. Имавме 4 пати надолу и 3 пати надолу, купно 7 пати надолу. Чи решението, како што рековте, точно беше лево 8, надолу 7. Дали ви јаснато? Да. Е сега, часот
Веќе 1 сат помина, не сетив кога помина. Ева са, бидејќи имаме многу. Ева за домашно ќе ви биде. Ќе појдам погоре. И ако сакате, и понеделник ќе решаваме задачите, имаме уште поприлично. Стори уште една задача имаме само. Ајде вака, пробајте, па ќе видиме понеделник што ќе правиме. Значи, ајде текстот јас ќе ви го кажам ако не го гледате. Може да ви го издиктирам да ви го преведам? Значи, треба да нацртате форма А, чии што темиња се со следните координати. Мола? Значи, да се нацрта форма А, чии темиња се -5, -1, -5, -3, -3, -5, -1, -3 и -1, -1. Тоа се гледа на цртежот. Направете скриншот и ќе решите. Не е проблем. Наредно барање. Што ви се бара? Кој избега? Еве вака. Да го наместам да се гледа целиот. Еве вака. Под Б. Треба да направите осна симетрија со оска X. И тој ќе биде Б. Мола? Па добро, да еве сега јас го оставив тука. И сега завршувам уште да го напишем и доста е за денес. Значи, после се бара да направите осна симетрија со оска X оската. Потоа, да направите ротација за 180 околу координатниот почеток на А, на почетната форма, и таа да се обележи со С. Наредно, да се направи транслација на А за 6 квадрати во десно и да се обележи со Д буквата, и на крајот последно да се објасни трансформацијата која од Б ќе појди во Д. Може последно уште еднаш? Чи да се објасни трансформацијата која објектот Б ќе го преслика во Д. Значи уште еднаш од почеток. Формата А е дадена со координати. Направете скриншот за да може да цртате. Може и во GeoGebra како сакате да го направите. Значи, сликата А на А при осна симетрија ја означувате со Б. Со С ја означувате ротацијата на формата А за 180 степени околу координатниот почеток. Потоа транслација правите на А за 6 квадрати во десно и го означувате со Д, и последното прашање, која трансформација го пресликува Б во Д. Со тоа завршивме за денес. Имав планирано уште една задача, да ви ја покажам ако сака некој да ја реши. Нека направи скриншот, е истото, само со други барања. Направете скриншот и обидете се да ја решите. И не знам. Ама не е задолжително тоа. Значи во незе формата А имате осна симетрија со Y оската, па ротација, па транслација 4 квадрати во десно и, мислам, 6 во десно и 4 надолу. И последното барање е да се објасни ротацијата, која од С оди во Д. И со тоа денешниот час заврши. Се гледаме понеделник. Понеделник ќе правиме Кахут и секако после ќе ја дорешиме ова задача. До гледање. До гледање, дечки.